Денеска е Велики петок или уште нарекуван Распети петок, но овој ден е распнат Исус Христос и поради тоа се смета за најтежок празник во годината. На Велики петок не се работат потешки работи, дури и не се готви ништо за јадење, бидејќи се вели дека на овој ден не треба ништо да се јаде, а не пак да се работи. Многумина практикуваат строг пост, при што до зајди сонце не јадат ништо, а пијат само вода. Велики петок наспротив вообичаеното одбележување на верските празници со свети литургии и принесување на така наречената бескрвна жртва. Се празнува со читање извадоци од Евангелијата од делот кој опишува неделата на страдањата на Синот Божи. Според преданието, Христос починал на крст во 6-тиот час на денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила, сонцето се замрачило, мртвите станувале од гробови, а сите звона се распукале. Од тогаш на Велики петок бија дрвени звона, а камбаните не звонат се до недела, кога за прв пат ќе огласат радоста на Христовото воскресение. Одлуката за погубувањето на Христос на Велика среда ја донело еврејското црковно собрание, а тој бил пронајден и уапсен кај Гетсеманската градина по тајната вечера ноќта меѓу Велики четврток и Велики петок, откако неговиот ученик Јуда го предал. Православниот канон за Велики петок предвидува најстрог пост, денот да помине без јадење и пиење, во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. Покрај постот, на денот на христијанската жалост не се работи по дома, ниту на поле. На Велики петок верниците одат в црква и носат црвено јајце и цвеќе, кои ги оставаат на гробот, ја бакнуваат плаштаницата, а потоа се наведнуваат и поминуваат под неа молејќи се за здравје, мир и благосостојба. Поминувањето под плаштаницата ја символизира смртта и воскреснувањето на Христос. Се смета дека оној кој минува под неа влегува како грешник, а излегува како нов човек прочистен од старите гребови.